Министерството за внатрешни работи официјално веќе соопшти што точно се случило во петокот вечерта, кога заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов возејќи удрил во две други возила, а потоа побегнал од полицијата. Но од неговата партија ВМРО-ДПМН и денеска велат дека го чекаат епилогот од истрагата. Од изјавата на Антонио Милошовски, член на Централниот комитет на партијата, може да се насети која е причината. Ставот на ВМРО-ДПМН е следен. Прво, дека политичките партии не би требало да прават истрага или да носат пресуди за било кој инцидент, како што тоа е случај во изминативе ден или два. Секоја истрага треба да биде дел од работата на институциите и истата да се прифати како конечна. На прашањето од ТВ21 дали постои можност Спасов да биде исклучен од кандидатските листи за пратеници на предстојните избори, доколку не се расчисти случајот до објавувањето на листите, Милошовски одговори дека за ова ќе одлучи Централниот комитет на партијата. Листите на кандидатите ги утврдува Централниот комитет на ВМРО-ДПМН во консултации со општинските комитети на нашата политичка партија и сигурен сум дека до тој момент имаме јасна слика на нашите листи да бидат истакнати луѓе кои што во својата работа придонесле за подобрувањето на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Ниту партнерот во коалицијата Стефче Јакимовски не знае што точно се случило со заменик министерот Спасов, но знае дека одлуката дали ќе биде на кандидатските листи треба да ја донесе ВМРО-ДПМН. Дали ќе го барате од вашиот коалиционен партнер да Диме Спасов да не биде вклучен во кандидатските листи за пратеници поради морални причини од тоа што се случи? Јас искрено не знам што се случило со господинот Диме Спасов, но што и да се случило, тоа си е одлука на ВМРО-ДПМН. Во врска со однесувањето на 31-годишниот министер, реагираше и граѓанскиот сектор преку активистите Павле Богоевски и Владко Василј. Тие го повикаа Спасов веднаш да даде оставка од позицијата заменик министер. Според нив, функционерите на ВМРО-ДПМН уште еднаш се обидоа да и потфрлат на правдата. Дури 20 часа подоцна, кога се активираше пропагандната машинерија на ДПМН и адвокатскиот тим на Диме Спасов, имавме прилика да ја чуеме најновата лага која што произлезе од нивниот табор, дека Диме Спасов всушност бил нападнат од осудени криминалци со албанско етничко потекло кои имале дебели полициски досија. Па тој едноставно морал да избега за да спаси жива глава и да искрши се што му се наоѓа на патот. И кога конечно полициските службеници го запреле после неговото 10-минутно дивење по скопските улици, тие му се виделе сомнителни, па морал да избега и од нив. Неколку информативни портали вчера напишаа дека Спасов во петокот вечерта морал да бега, затоа што бил наводно нападнат од неколкумина албанци со криминално досие, па дури и објавија имиња од напаѓачите. ТВ21 ги контактираше овие лица, при што тие рекоа дека први ја повикале полицијата, затоа што нивното возило било прво погодено од джипот со кој управувал заменик министерот Диме Спасов.